Со пазарна цена од над 2000 евра земјоделско земјиште од прва класа наменето за градинарски култури практично е најскапо во општина Кочани. Со значително пониска цена се овоштарниците и лозијата, за која е утврдена пазарна цена од околу 1100 евра. Оризовите ниви добија пазарна вредност од 900 евра. Овие цени ги утврди стручниот колегиум на општина Кочани, кои базираат на реалните состојби на пазарот. Така наречените крски ниви, главно застапени со жита и други култури, индустријски култури од прва класа, се проценети на 800 евра, ливадите на 400, пасиштата на 350, а шумите или кориите на 90 евра за декар. Како се намалуваат класите, така за 10% се намалува цената на површината за соодветната култура. Врз основа на веќе утврдените цени ќе се пресметуваат деночните обврски при купопродажбата, кој по вообичаено непишано правило ги плаќаат купувачите на земјоделско земјиште. Тоа што отскокнува од овие цени се однесува на купопродажбата на земјоделско земјиште покрај магистрални и локални патишта, кое во реалноста има неколку пати поголема цена, бидејќи најчесто се пренаменува во градежно, но во прометот тоа се одвива во зацкриена форма. Во заклучокот објавен од страна на надлежните служби во општината стојат наведени сите проценети и утврдени вредности на сите категории земјоделско и градежно земјиште, како во Полскиот, така и во Рицко-планинскиот регион во општината, соодветно класифицирани. Во Рицко-планинскиот регион најскапо проценети се овоштарниците со 450 евра за декар, лозијата со 420, нивите и шумите по 390, градините по 290 и пасиштата и ливадите по 150 евра за декар од прва класа и така натаму. Втората класа на соодветните површини за 10% поевтина, третата за уште 10 и така натаму. Данокот на промет што при купопродажбата го пресметува општината изнесува 3% од утврдената вредност, а кај подароците 5%. Од тука, без оглед за каква цена се договориле продавачот и купувачот и ја вметнале во договорот, основицата за пресметување на данок на промет ќе се пресметува според пазарните цени, односно вредности.